Ги гледате регионалните вести на телевизија КИС. Месната заедница од село Порој ги искритикува институциите кои недоволно ангажирале механизација за отстранување на наносите од кал и камења кои им ги донесе Поројска река пред нивните домови и во нивните ниви. Денеска неколку министри го посетија селото и ветија помош за нормализирање на состојбата. Жителите од Порој веќе трети ден откако се излеа Поројска река живеат без вода за пиење, блокирани патни правци со наноси од кал и камења кои им ги донесе реката. Речиси целата земјоделска површина им тоне во калта. Од местната заедница од Порој велат дека не се задоволни од институциите кои немаат ангажирано доволно механизација за отстранување на наносите. За нивите доле. Зашто доле уште нема ни еден багер. Баш преска ми имавме информации дека еден багер влезе надоле, јас му кажав населенит дека влезел еден. Кога пратив човек таму, тој багер е мал со гуми, не е гусеничар голем. Денеска Тетовски Порој го посетија повеќе министри од владиниот кабинет во придружба на градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски вети дека владата ќе прати повеќе механизација за расчистување на патиштата и земјоделските површини. Може да очекувате механизација најмногу која што би го расчистила патот и би почнала со отклонување на сите дефекти кои што се направени тука. Арифи изјави дека се работи на нормализирање на состојбата со водоснабдувањето во село Порој. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски рече дека е формирана владина комисија која деновиве проценила дека со излевањето на Поројска река поплавена било околу 50 хектара обработлива земјоделска површина. Оштетените земјоделци вети дека ќе бидат обештетени. Да ги повикам сите регистрирани и нерегистрирани земјоделски стопанства да веднаш уште од денес ги контактираат надлежните во подрачната единица на министерството, да ги поднесат своите барања за штети, за да може да веднаш ја забрзаме оваа постапка. Според проценките на кризниот штаб на општина Тетово, магистралниот пат Тетово-Јажинце кој е затрупан со земја и камења поради излевањето на Поројска река, најверојатно ќе биде расчистен и проводен до крајот на неделава. Тетовската полиција соопшти дека контролирала каква е техничката исправност на возила за јавен превоз на патници. Секторот за внатрешни работи посебен акцент во планираните превентивно-контролни активности и годинава им става на возилата кои вршат јавен превоз на патници, како автобуси, комбиња и други, со цел навреме да се откријат, санкционираат и отстранат технички и други недостатоци, а во функција на поголема безбедност на патниците и другите учесници во сообраќајот, соопштува денес од Тетовската полиција. Со вчерашната акцијска контрола, реализирана во Тетово од 9 до 14 часот, вкупно биле опфатени 30 автобуси, од кои 16 се испратени на технички преглед. Од нив 4 имале неисправни сопирачки. Еден не се јавил на преглед, така што првите ги очекува глоба од 400, а вториот од 300 евра во денарска противредност, откако на 5 возачи прекршители им се изготвени соодветни платни налози и едно барање за поведување прекршочна постапка против правно и одговорно лице. Во акцијата откриени се и други 14 видови прекршоци. Во гостиварската акција спроведена вчера исто така вкупно контролирани се 31 возило, претежно автобуси и комбиња. 18 од нив испратени се на технички преглед, при што кај 6 е утврдена неисправност на сопирачките. 2 возила не се јавиле на преглед, а едно било технички неисправно. На 9 прекршители изготвени им се платни налози и едно барање за поведување прекршочна постапка. Покрај ова откриени се и 3 други прекршоци: управување без возачка дозвола и истечена регистрација, со напомена дека глобата за правните лица изнесува 2000 евра во денарска противредност, соопшти денеска СВР Тетово. Издадена книга со авторски песни и текстови на Марија Магдалена Јанковска, девојчето кое трагично го загуби животот минатата година. Целта на публикацијата на ова дело е да се зачува од заборав секој заеднички спомен со неа. Песни, текстови и презентации изглабени на 70 страни ќе сведочат за Марија Магдалена Јанковска, девојчето од првата клупа во 7 оделение од основното училиште Симче Настески од Вратница, кое трагично го загуби животот минатата година. Денес во холот на училиштето, во присуство на незините роднини, соученици и наставници, беше промовирана книга со незини книжевни дела, фотографии и пораки од другарите.
Дел од песните во солзи ги прочитаа нејзините соученици. Патронатот наш очекуваме со трага и глава. Училиштето во кое учам јас, возможува смеа на сите. Изигра и радост и умилува книги. Училиштето наше многу наку значи. Со своето чувство за поезија, Марија Магдалена не задолжи секоја година на 12 април, денот на нејзиниот роден ден, да се собираме во ова училиште и да ја негуваме песната. Да се запознаеме со нови другарчиња од други училишта, да се дружиме, да прочитаме по некој убав стих. Тоа и го должиме. Тоа е нашиот долг кон неа. Ако во прекраткиот живот беше скромно девојче, тогаш во творештвото не се штетеше многу. Таа го распосна својот раскошен талент во над 20 на песни и 10 на текстови, кои може да ги прочитате во нејзината книга што ја промовираме денес. Тажнија горди што беше нивна ученичка. Нејзините наставници на неа се сеќаваа со најубави чувства. Ова нејзино дело е издадено да се бори против забот на времето и заборавот. Пресечна беше кога доби прва награда во библиотеката Светлина Трита во Придобиште за својата песна Мојата мајка. Настанот беше организиран во вид на поетска работилница од мултиетнички карактер на тема мајка по повод 8 март. Бидејќи беше ограничен бројот на учесници, решив да изберам неколку членови од литературната секција кои посебно се истакнали и заслужили да учествуваат. Меѓу страните беше и Магде, но доцна се сетих дека таа нема мајка, дека можеби тоа ќе биде болно за неа. Затоа издадовме поголема слобода на учениците за наставот на песната. Но Магде не се откажа. Ја напиша песната со многу силни чувства, исто како мајка и да е покрај неа. Тоа беше само неколку недели пред трагичниот настан, кој за секогаш не раздели од Магде. Иако физички не е помеѓу нас, таа за секогаш ќе остане во нашите срца, како насмеаното девојче од првата. Таа беше ангел со човечки лик, од кого избира љубов, милост, добрина, кроткост, послушност, срдечност, ведрина, смеја. Сите вие добри луѓе, кои ќе земете во раце оваа книга и ќе ги прочитате овие страници, ќе бидете градители на патот до вечноста на Марија Магдалена. Преку нејзините песни и текстови ќе допрете до нејзината душа, ќе се запознаете со нејзиниот лик. Секој читател ќе биде скала до нејзината бесмртност. Беше како пеперутка која слободно лета. Права убавица, токму кога убавината почна да ја кити и краси, замина. Завршува книгата за Марија Магдалена, девојчето од првата клупа во 7 оделение во училиштето во Вратница. Во Тетово вчера се одржа детска манифестација да ја испратиме учебната година со песна. На неа учествуваа ученици од основното училиште Симче Настески од Вратница. Дел од учениците од основното училиште Симче Настески од Вратница синоќа приредија музичко случување во Центарот за култура Илјо Антески Смок. Преку песни ја испратија учебната 2016-2017 година и на тој начин на присутните ученици во публика им посакаа убав почеток на летниот распуст. Целта на одржување на оваа манифестација со песна да испратиме учебната 2016-2017 година. Всушност, најглавна цел ни е пред оваа манифестација да ги откриеме учениците од основните училишта кои се таленти по музика. Таквите ученици беа пријавени и на волонтерска основа
експертот Саше ги подготвуваше и тие се пресречни и сега едноставно нивните родители, другарчиња, наставничките и другите пред нив ќе се представат со песмичињата кои ги подготвиле. И периодот беше многу краток, за брзо време ги подготвиле, а децата беа, значи, еуфоријата беше на највисоко ниво. Толку се радосни, среќни. Едноставно сакаме нешто да почне да се живее во градот, ето да се случува нешто, децата, талентите да се откриваат и едноставно кој ќе ги ставиме на бина да се почувствуваат дека навистина утре може ќе бидат некои звездички, може би ќе бидат на некои фестивали. Тоа е всушност и најглавната цел. Оваа музичка манифестација беше во организација на наставници од училиштето и Сдруженијето Среќен живот. Во Гостивар се одржа завршна приредба на децата од големите групи кои ги посетуваат јавните градинки. Околу 160 дечиња се збогуваа со градинката и од септември ќе станат првачиња. Дечињата од големите групи од гостиварските градинки денес ја одржаа завршната приредба. Насмеани, весели, разиграни се збогуваа со градинката и учителките кои им беа втори мајки изминатите години. Од септември, како првачиња, ги очекуваат нови предизвици во училиште. Оваа генерација брои околу 160 дечиња. Како секоја година, така и оваа година, децата од нашата градинка учествуваат во завршната приредба. Значи, во оваа завршна приредба годинава настапуваат 160 дечиња од големите групи, кои што ќе станат идни првачиња. Од моје лично име и од името на целиот персонал им посакувам многу успех во понатамошното школување, да бидат одлични ученици и да бидат гордост наша и на нивните родители. Салата во Центарот за култура беше преполна. Родители, баби, дедовци, другарчиња дојдоа во голем број да погледнат што подготвиле дечињата со помош на своите воспитувачки и учителки. Преку песни и игри беа испратени пораки за среќно детство, за чување на животната средина, за мир и радост во целиот свет, искрено и од срце, онака како што знаат само најмалите. Во склоп на јавната установа Детска радост во Гостивар работат 3 градинки – Цветови, Пролет и Пчелка. Викендов ќе се одржи 26-тото издание на меѓународниот хорски фестивал Техо. Учество ќе земат хорови од Македонија, Косово, Бугарија и од Албанија. 26-тиот меѓународен хорски фестивал Техо ќе се одржи викендов. Двете фестивалски вечери ќе се одржат во Центарот за култура Илјо Антески смок во Тетово, а почетокот е закажан за во 20 часот. Љубителите на хорската музика ќе имаат можност да уживаат во настапите на хорови од Македонија, Косово, Бугарија и од Албанија. Оваа година фестивалот ќе одбележи јубилеј – 80 години од раѓањето на композиторите Сотир Голабовски и Благој Цанев, како и 10 годишнината од смртта на професор Драгослав Ортаков и Ристо Аврамовски, со цел подсетување на нивното хорско творештво. Во првата фестивалска вечер ќе имаме можност да проследиме настап на 5 хора, и тоа на почетокот ќе биде женскиот младински хор при МКЦ од Скопје под диригентство на професор магистар Сашо Татарчевски, потоа ни доаѓа еден хор за прв пат во Тетово, тоа е мешаниот хор За од Ѓаковица, Косово, под диригентство на магистер Астрид Паласка. Потоа ни доаѓа еден извонреден хор кој ќе го поминал цел свет. Во нивното сиви се гледа дека навистина тоа е еден престижен хор. Тоа е хорот Васил Арнаудов, камерен хор, Софијски камерен хор под диригентство на Теодора Павлович. Очекуваме настап на хорот
Розафа Експресион, тоа е хор кој што доаѓа од Скадар, Албанија, неколку години доаѓа на назад овој хор на овој фестивал и станеа наши пријатели и редовни учесници на хорскиот фестивал Техо. И првата фестивалска вечер ќе биде затворена со учество на мешаниот хор Драган Шуплески при Факултетот за музичка уметност од Скопје под диригентство на професор Сашо Татарчевски. Во недела ќе имаме настап на 4 хора, тоа е хорот Вокс Ликнидос од Охрид. Овој хор и минатиот фестивал учествуваше, но тогаш настапуваше под името Градски хор Охрид, под диригентство на Бурим Хидри. Потоа ни доаѓа за прв пат хор при универзитетот Хаджи Зека од Пеќ. Потоа следува настапот на мешаниот хор при Државниот универзитет во Тетово под диригентство на професор доктор Арифик Меджемаили. И на крајот втората фестивалска вечер ќе заврши со настап на хорот Градски и женски младински хор Менада од Тетово под моје диригентство. И се разбира со програма за која што веруваме дека ќе остави впечаток и ќе се најде секој љубител на хорската музика во програмата. Ова година одевме така да покрај композиција од Сотир Голабовски имаме на репертоарот композиции други кои што на некој начин ќе бидат блиски до публиката. На тема хорските ансамбли во транзицијскиот период на балканските земји, состојби и решенија. На 23 и 24 септември ќе се одржи меѓународна конференција во Духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок, на која ќе учествуваат повеќе балкански хорски форуми. На голема жалост на сите нас, хорските ансамбли веќе животарат, не живеат со оној ентузијазам, со на темпо, со на финансирање, бидејќи на некој начин и начинот на финансирање на хоровите беше поинаку поставен во минатото, визави состојбите кои што се сега, така да искуствата ни изборува за друг начин на организирање на хоровите и на манифестациите, па се надеваме дека искуствата кои што ќе бидат пренесени од одредени средини ќе бидат заедничка водилка на сите нас како да се реорганизираме и постапуваме во иднина со една единствена цел за постоење на овие хорски ансамбли. Инаку следната година меѓународниот хорски фестивал Техо ќе биде на православна духовна музика. Македонското воено воздухопловство ќе прослави 25 години постоење со промоција на книга од Киро Кипровски, гостиварец кој половина век посветено работи како новинар, хроничар и публицист. Гостиварецот Киро Кипровски, доајен на македонското новинарство, хроничар и публицист, во петок ќе промовира ново дело. Се работи за книгата Сага за македонските воени пилоти, на која како коавтор се подпишува Ставре Джиков. Книгата е посветена на 25 годишнината од формирањето на военото воздухопловство и противвоздушната одбрана на Република Македонија. Во неа се поместени интересни настани, фотографии, разни документи и разговори врзани со почетоците на военото воздухопловство, од кои голем дел се објавуваат за прв пат. Во тој период генералниот секретар на Воздухопловниот сојуз на Македонија покренува иницијатива Ѓорѓи Чашкиров со активисти, со пилоти, авиомеханичари од аероклубовите во Скопје, Куманово, Штип, Битола, Прилеп, да ги спасат воздухопловите кои што се собственост на Воздухопловниот сојуз на Македонија и на аероклубовите. Тоа се интересни приказки како на минус 20 степени успеале во ночните часови да ги раступат авионите, да ги товарат и да ги однесат во непозната локација, сето тоа далеко од очите на припадниците на Југословенската народна армија. Со промоцијата на книгата ќе биде прославен денот на военото воздухопловство на Република Македонија. Настанот ќе се одржи во Музеот на македонската револуционерна борба во Скопје, а ќе биде проследен со изложба на фотографии и униформи од периодот на создавањето. Авторот открива зошто токму 10 јуни е прогласен за ден на воените пилоти. Поради првите летање што се извршени на македонското небо со македонските ознаки од воените пилоти. И секоја година воздухопловците го празнуваат овој ден. Рецензенти на книгата, која има 250 страници со 100 фотографии, се Михајло Миновски, Александар Стојчев и Трајан Гоцевски.
Невладините организации се коректор, а не непријател на власта. Од граѓанскиот сектор бараат подобрување на соработката со владата, повеќе финансии и поголема вклученост во изготвување на законите. Министерката за труд и социјала, која беше дел од форумот Нов патоказ за развој на граѓанското општество, вети дека токму граѓанскиот сектор ќе има клучна улога во измената на законите за социјална заштита и работни односи. Ние треба да им дадеме место на граѓанските организации во овие закони, како да действуваат тие, како да даваат коментари по однос на нашите сервиси, како да учествуваат директно во давање на одредени услуги. Така да сето тоа ќе се биде регулирано и со законски подзаконски акти, но исто така јас ќе ги консултирам на дневна основа, на неделна основа ќе направиме протокол за комуникација со кој што тие ќе чувствуваат дека тоа министерство, кое што јас го водам, е и нивно министерство, дека заеднички ја подобруваме состојбата. Железничкиот сообраќај од ноќеска на полноќ е нормализиран откако представниците на машинскиот персонал на МЖ Транспорт постигнаа договор за поставените барања за зголемување на додатоците за плата и на коефициентите за сложеност на работни места. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и вице-премиерот за економски прашања Кочо Анџушев најавија детални анализи за состојбата во македонски железници и очекуваат компанијата да работи профитабилно. Ние разговаравме уште во петокот со Синдикатот на машиновозачи, разговаравме со вице-премиерот Анџушев вчера со нив и постигнавме договор во она кое што не знам зашто тие антикризни мерки станува збор за додатоци кои што требало одамна, претпоставувам да бидат укинати од претходната власт. Тоа не било сторено, не знам од кои причини, тие најдобро знаат, но исто така и во делот на коефициентот, како што кажа вице-премиерот, постигнавме одредено зголемување на тој коефициент, така да за сите оние наредни барања кои што ги имаат и нормално тие 6 барања кои што беа од нивна страна, кажавме дека ќе разговараме и мислам дека за дел од тие барања нема да биде никаков проблем. Македонските компании колку што може повеќе возат преку македонска железница, секако мора и македонска железница да се прилагоди на тоа да бидат конкурентни во своите цени на останатите типови и видови на транспорт. Ќе работиме да го најдеме заедничкиот интерес како да се зголеми обемот на работа на македонска железница. Зголемувајќи го обемот, мислам дека ќе биде тоа добриот рецепт да тие станат порентабилни и нормално да станат профитабилно предпријатие. Нападот врз иранскиот парламент заврши, а сите четворица напаѓачи се ликвидирани, јави иранската државна телевизија. Силите за безбедност се уште ја проверуваат зградата од евентуални бомби. Информативната агенција АМАК објави видеоснимка на која се гледа еден од напаѓачите во парламентот. Се слуша како еден од извршителите на нападот извикува сета слава на Аллах, мислите ли дека ќе излеземе од тука. Загинатите се припадници на обезбедувањето. Турските власти го задржаа локалниот председател на организацијата Amnesty International Танер Килич поради наводни врски со мрежата на муслиманскиот проповедник Фетулах Ѓулен, кого Турција го обвинува за организирање на обидот за преврат што се случи во земјата во јуни минатата година, соопшти Организацијата за заштита на човековите права. Турската полиција го задржала Танер Килич и други 22 адвокати од округот Измир поради наводни врски со движењето на Ѓулен Фето. Килич е уапсен во неговиот дом во Измир вчера наутро пред да замине на работа. Во неговиот дом и канцеларијата е извршен претрес. Студентот кој вчера се обиде да нападне полицаец пред Нотр-Дам во Париз и беше застрелан е 40 годишен докторант. По претресот во студентскиот дом е најдено видео каде авторот во нападот сам изјавува дека делува за исламската држава, дека е инспириран од неа. Тој е 40 годишен докторант со алжирски документи за лична идентификација, подготвувал докторат по информација и комуникација и историја на новинарството. Тој ја бранел слободата на говорот и демократските принципи што воопшто не одговараат на принципите на џихадистите, работел и како преведувач. Британската полиција соопшти дека е извршено уште едно апсење во врска со истрагата за терористичкиот напад во Лондон, во кој загинаа 7 лица. 27 годишен маж беше уапсен во 8 часот и 5 минути по локално време, открија од полицијата, прецизирајќи дека апсењето е извршено во реонот Беркинг, предградија на источен Лондон.
Турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган изјави дека изолирањето на Катар, вклучувајќи наметнување на санкции, нема да реши никакви проблеми и увери дека Анкара ќе стори се за да помогне за сопирање на кризата, соопшти Ројтерс. Во понеделникот 8 држави Бахрейн, Обединетите арапски емирати, Саудиска Арабија, Египет, Јемен, привремената влада на Либија, Малдиви и Маурициус ги раскинаа дипломатските односи со Катар, обвинувајќи го дека поддржува исламски екстремисти и шиитски Иран. Денес имавме сончево време, попладне нестабилно со пороен дожд, ветер и грмежи. Утринската температура се движеше од 11 до 18 степени, а дневната од 28 до 32 степени. Според метеоролозите, времето утре ќе биде слично на денешното. Сончево, а попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 12 до 18 степени, а дневната од 26 до 30 степени. Тука е крајот на денешните регионални вести. Пријатно!